почитувани колеги, драги гости, пријатели на Институтот за македонска литература, од Македонија и од странство, го отварам работниот дел од конференцијата Македонската книжевна архива од ракопис до дигитална култура, со првата сесија, која го носи насловот Книжевната архива на Блаже Конески. Пред да започнеме со излагањата на учесниците, сакам да дадам куси упатства околу протоколот, како е замислено да се одвива целата конференција. Хибридниот модел на водење на сесијата, што подразбира физичко присуство на учесниците, комбиниран со вклучувањата во живо на некои наши колеги од странство, ни наложува моментално прилагодување кон некои евентуални новонастанати ситуации, до кои искрено се надевам дека нема да дојде, но и стриктно придржување до времето на излагање на вашите теми, кое е ограничено на 10 минути. Мене, како ваш модератор, исто не ми е дозволено да коментирам и да иницирам дискусија по секое ваше излагање. Нив можеме да ги оставиме за крајот, онака како што е предвидено и во самата програма. И сакам уште една напомена да кажам, за да немаме непожелни звуци, ги молам сите учесници кои се вклучени во живо со своите компјутери, да ги држат микрофоните исклучени и да ги вклучуваат само кога ќе бидат повикани да настапат со своите излагања. Слушателите кои ќе сакаат дополнително да се вклучат во конференцијата, ќе мораат да почекаат да бидат вклучени од систем администраторот на конференцијата. Сега преминуваме на работниот дел. Според тоа како е наведено во програмата, прва настапува нашата директорка, колешката Маја Јакимовска-Тошич од Институтот за македонска литература, со темата Прилозите за Свети Климент Охридски на Блаже Конески, паметење и традиција. Повелете, колешка. Почитувани присутни, добар ден на сите. Еве, овие наши излагања се прилог кон јубилеот на институтот, односно кон двојниот јубилеј, 40 години од основање на Институтот за македонска литература и 100 години од раѓањето на нашиот национален мислител Блаже Конески. И по тој повод е и моето денешно излагање или мојот денешен реферат, а тој се однесува на прилозите на Блаже Конески за Свети Климент Охридски, паметење и традиција. Така што од неговото творештво се определуваме токму на тие познати научно-истражувачки студии на Конески, можеби познати многу добро не само во македонската академска средина, туку и сред пошироката академска јавност, пошироко во славистиката. Некои од нив се веќе за проследувачите на Кирило-Методиевската проблематика, многу пати цитирани, упатувано е на нив, особено кога се подлекуваат некои ставови со кои се аргументира македонската национална самобитност. Тоа се добро познатите студии на Блаже Конески. Едната е со наслов Свети Климент Охридски, понатаму студиите и тихите кандила пред иконите на Свети Климент гореа низ вековите само во нашиот регион. Познатата студија и капитална по мене за сите проследувачи на Кирило-Методиевската проблематика е Охридската книжевна школа, како и двете студии кои што се однесуваат на канонизација на словенските светци во Охридската црква и култот на светителите и словенската културна афирмација, како и студијата Дрембица и Велика. Заклучоците на Конески во сумирањето на придобивките на Свети Климент Охридски и на Охридската книжевна школа доведоа во директна или ги доведуваме во директна врска со културната традиција која што е создавана на македонски терен. И ние овде сакаме да ги проследиме низ неколку релевантни точки. Првата се однесува на самостојната културна акција која што е пројавена од Свети Климент Охридски и од неговите последователи. По два,
Тоа е примената на изворните идеи на Моравската мисија од страна на Свети Климент во однос на писмениот словенски јазик и на словенската азбука, глаголицата, како и на Кирило-Методиевскиот превод на Светото писмо. Во третата точка се разгледува улогата на Свети Климент во создавање на прославата на светите Кирил и Методи изразена стриктно на македонски терен. Во точка 4 оформување на култни спомени кон рано христијанските светители, втемелени според различни аналогии во словенската традиција и користени во подкрепа на Климентовата замисла, да се покаже дека таа традиција има што да чува од старото христијанско наследство. Во 5 точката Конески Климента го става во редот на оние исклучително значајни фигури околу кои се случува кристализација на македонската национална свест. И 6-та точка се однесува на Климентовото наследство и современите културно-политички состојби. Секако во интерес на времето, јас овде би елаборирала сосема накратко, ни сумирани заклучоци, а самите реферати посветени на Конески ќе се објават во вториот број на Спектар на Институтот за македонска литература. Во непосредна врска со наставите сврзани со почетоците на словенската писменост, Конески во студијата Свети Климент Охридски подвлекува дека улогата на Климента можела да остане испоредна, епизодна, што би се ограничила или ако се ограничила само врз заштитата на одредени становишта, како што е например прашањето за заштита на глаголицата. Меѓутоа, тој им даде многу подостоен одговор на оние кои работеа против афирмацијата на словенската писменост, свесен дека му припаѓа на многоплодниот словенски народ. Ова е цела синтагма која што употребува Климент Охридски. При тоа, според Конески се работи за свест и за самостојна културна акција, врз која се подгревала и Климентовата гордост и неговата верба во иднината, неговиот творечки потфат, бидејќи, цитирам, на словенски самиот тој напиша состави со богат и разнообразен јазичен израз, сугестивен во своите стилски текови, какви што непријателите не беа кадри да напишат на развиените грчки или латински јазици. Оценувајќи ги квалитетите на Климентовото книжевно творештво, Конески подвлекува дека се бележи зрелост во неговиот стилски израз на јазик кој туку што ја доживеал својата прва писмена обработка, со што во подвигот на Климента и на некои негови современици се оценува мерата на највисоката образованост на актуелната епока. На тој начин во првата генерација словенски писатели се согледуваат зачетоците на едно културно движење со голем потенцијал што требало да се разгрне во иднина, на што денеска сме сведоци како афирмирана творечка состојба во секоја словенска национална литература, оделно како и во македонската. Како такви, според зборовите на Конески, тие не се на маргината, ами во матрицата на европската културна традиција, поверни нејзини толкувачи од оние рутинери, слепи негатори на словенската писменост, што сака да се прикажат како богом дани наследници на културното наследство и минато. Во точката 2 и 3 значени се неговите студии во кои ги утврдува фазите на етаблирање на култовите на светите Кирил и Методи и на Климент Охридски на македонски терен во повеќе културни сфери, во духовната и во книжевната традиција, во фреско живописот, во образованието и така натаму. Свети Климент во своите восхвални ораторски и химнографски состави посветени на светите Кирил и Методи, во похвалните слова и во службите, пројавува личен однос во величење на нивниот подвиг, со интенција да го воведе во култното празнување заедничкиот спомен на учителите Кирил и Методи и тоа во календарот на Охридската црква. Во таа насока показателен е синаксарот на Семановото Евангелие. Ова се две капитални студии на Конески, кои што се цитирани воопшто од сите проследувачи на Кирило-Методиевското книжевно наследство. Тоа се за култовите на светците, кои што ги афирмира Охридската книжевна школа и Охридската традиција, и во кои што Конески многу добро го анализира Семановото Евангелие и неговиот синаксар, каде што во прославите се вклучени прославите на светите Кирил и Методи и на свети Климент Охридски, каде што тој умешно упатува кон различна функција на светителството во црковната хиерархија.
затоа што синаксарот упатува за Свети Кирил кон текстовите посветени на мачениците, а за Свети Методи и Свети Климент според напатствата кон крајот на синаксарот кон текстовите посветени на свештениците, односно на луѓето во црковната хиерархија. Календарот вклучува и прослави на општо христијански светци од рано христијанскиот период кои што се поврзани со македонски терен. И со тоа, според зборовите на Конески, му се припишува нешто карактеристично на македонскиот терен, на македонскиот регион, каде што со дејноста на Охридската црква тој придобива своји трајни карактеристики. Истовремено култни спомени кон рано христијанските светители кои се вметнале според различни аналогии во словенската традиција, се користеа во подкрепа на длабоката Климентова замисла да се покаже дека таа традиција има што да чува од старото христијанско наследство кое поникнало на теренот на Македонија. Култот на рано христијанските маченици сврзани со македонскиот терен добиваат на тој начин поголема живост и значење во преданието на Климентовата црква, отколку што тоа можело да се случи во било кој друг словенски регион. Оригиналните Климентови творби имале своевидна духовна и естетска тенденција, својата содржина да ја насочат во правец на хвалоспевно слово за прослава на собствени препознатливи култови, но и на оние кои што припаѓаат на сферата на рано христијанските култови кои се празнувале на македонски терен. Јас овде зборувам и односно ги користам истражувањата на Конески, колку навистина Климент не е обичен светител од календарот од синаксарот на Семановото Евангелие или од календарот на Охридската црква, туку колку тој навистина длабоко е поврзан со македонската традиција, што се вели кандилата се палат и се палеле исклучиво пред ликот на овој светител во текот на сите векови од постоењето на македонскиот народ, за да се зачува трајно споменот на оној со кого се чекало толку и се крепела надежта. И сега во заклучокот ќе го предадам оној дел каде што Конески умешно го детерминира терминот со кој се покрива целокупната дејност на Свети Климент, именувајќи го како организатор на еден центар, на едно од најсилните словенски културно-просветни и црковно-религиозни средишта во чии рамки делувала и Охридската книжевна школа. И тука поентира Конески дека Климентовиот центар не беше некоја ефемерна појава, ама и неговото воздейство се чувствува во идните векови. Времето на Климент, кое зрачело широко во целиот словенски свет, подоцна станува основа за бранувањата на разбудената македонска национална свест. Во отделните заклучоци на Конески се истакнува дека Климент Охридски спаѓа во редот на оние исклучителни значајни малубројни фигури околу кои се случува кристализација на македонската национална свест. И цитирам: "Јас ја гледам шансата на младите литератури во едно резултантно вкрстосување на вредностите на локалната традиција со литературните струјења што се шират од центрите на изразити културни влијанија. При тоа не треба да се губи предвид дека и компонентата што ја именуваме како локална традиција не е ограничена само на дадена етничка група и нејзиниот јазик, а ми представува сложена структура, создадена во една многу поширока културна сфера во која тој народ и неговиот јазик со векови се инкорпорирани. Тој процес и тие резултати не можеа досега да бидат спречени од балканските циници, планери на геноцид." Ова е цитат на Конески. И уште една реченица во заклучокот. "Ке се сложиме дека борбата за афирмација на националниот идентитет и од современа перспектива е постојана континуирана, на што Конески постојано не упатува и ни укажува како на нужност во сите облици на неговото книжевно и научно создавање. Според Конески, културната акција ја надживува политичката, согледана како одрез на било кое актуелно политичко време, со што тој културната традиција ја издига како најсигурна инвестиција на секој народ оделно. Ви благодарам. И благодарам на колежката Јакимовска Тошич, која ни предучи колку е значајна улогата на Конески во зачувувањето на споменот на Свети Климент, преку неколку своји прилози кои му се посветени нему, но исто така не подсети дека Свети Климент од своја страна
е најзаслужен за создавањето на култот на Свети Кирил и Методи на македонска почва. Го молам сега колегата Веле Смилевски да настапи со своето излагање на тема принципот на одбраната на поезијата во есеите на Блаже Конески. Повелете, колега. Во есеите на Блаже Конески има една латентно присутна, но цврста и аргументирана одбрана на поезијата во која својот став авторот го искажува главно низ компарации за местото, улогата и целите на уметноста, при што во фокусот на интересирањето е поезијата. Својата одбрана на поезијата Конески настојува да искаже низ задлабочени анализи на допирните точки со другите дејности и овој принцип за него важи подеднак во кога станува збор за науката и кога е во прашање уметноста и на тој план секако поезијата областа во која како творец постигна високи достојби. Според него, науката и уметноста представуваат начин за запознавање на реалноста. Така, например, филозофијата на една песна е во екзистенцијалната вистина што таа ја носи. Тоа се согледува и во митовите и во песните од народната традиција. Во оваа смисла Конески вели: оние што ги создале митовите некогаш или оние што им дале облик на одредени циклуси посветени на нив, тие само на свој начин го искажале она што условно можеме да го наречеме филозофски вистини. И тоа не помалку длабоки од оние кои што ние на свој јазик ги искажуваме. Тоа што ние често сакаме да го означиме со терминот филозофска компонента во поезијата, заправо е екзистенцијална компонента на човековото опстојување. Завршен цитат. Конески допушта да не може да има познавателната моќ на науката поезијата, но во својот домен таа е суверена со силата на актуализацијата. Таа манифестација на духот, како што вели тој, за него е трајна и неизбежна, зашто зборува фактот дека, иако мотивите на поезијата се веќе познати, според онаа сентенца на Конески дека во поезијата, како и во љубовта, е се речено, а сепак треба се допрва да се рече, тоа не представува никаква граница во смисла на исцрпување. Силата на актуализација објаснува зошто тие мотиви од Хомера па до денеска ни звучат секогаш како нови и жизнени, подвлекува Конески. За огледен во оваа смисла можеме да го земеме арспоетичкот модел есеите на Конески од кругот на еден опит. Разглобувањето на зафатените прашања и подеталната анализа на сознанијата до кои тој доаѓа во овие есеи, исполнети со експликација на имплицитната поетика, покажуваат дека станува збор за еден комплексен, длабоко мотивиран творечки пристап. Тој пристап во основа го има личниот опит на чисто творечки план во поезијата со неавтохтоното Блаже Конеско, но и пошироко во литературно-истражувачката и научна работа на овој автор. Една од основните тези на Конески е дека иновациите во творештото можат да се остваруваат со чувство на живиот и животворен дел на традицијата. Ваквото сознание е во основата на тезата за откривање на песната, која се темели на личното творечко искуство, но факт е дека ова и ваква сензација наоѓа рационално објаснение и во долувањето на одредени сознанија од лектирата. Во оваа смисла се споменуваат илустративни формулации кои би можеле да представуваат подкрепа на загатнатата идеја. Таму Конески подсетува на формулациите на Жерар Нервал и Шарл Пеги, на објасненијата на Микеланджело за работата над своите скулптури, како и на импресиите на Надежда Мандештам за творечката практика на својот сопруг Осип Мандештам. Подоцна во есеот Сопаѓање се соопштува дека поимот откривање одамна е употребен како составка на терминолошкиот арсенал на старите руски зографи. Ваквата информација е предадена како цитат од студијата семиотика на иконата од Борис Успенски, во која се подвлекува дека иконописецот не ја создава сликата, ами постепено ја открива. Се разбира, вели во својот коментар Конески, имало посебни причини зошто поимот откривање да се зацврсти во иконописната традиција. Прво, во овој случај, како и во фрескосликарството, факторот на традицијата е присутен во најголема мера. Посебен лексички канон определува како треба да биде ликот на светителот. Само во рамките на тие установени норми може да дава уметникот свој творечки принос. Завршен цитат.
Конески не е поклонник на романтичарското сваќање според кое поетот е медиум на надприродните сили, надчовек, гласник на провидението. Во моето сваќање, вели тој поетот, навистина не е лишен ниту од прозорливост, ниту од пророчка визија, ниту од силата на инспирацијата. Меѓутоа, во моето сваќање, зад него не стојат никакви виши сили, ами стои јазикотворечкиот колектив со сета своја традиција, која секој нов креативен чин го вклучува во еден траен и непрестаен тек. Во есеот еден опит, Конески зборува за интимна врска со традицијата. Тој ова го појаснува со непосредното слушање на легендите, што му возможува уште во детството да се воспостави жива и животворна врска со она што е зачувано во колективната свест на народот. Уште од тогаш, вели тој, преминала во мене Стерна, страшната подземна вода. Инаку Стерна е настаната во 1957 година, како прва песна од циклусот за Марко Крале, па потоа да следуваат песните од земање на силата, Марковиот манастир и така натаму. Циклусот е создаван 20 на години, како што вели Конески, по стимули што доведуваа со иста спонтаност да настанат и другите текстови. Автор со ретко прониклива обсервација и медитативност, со богата култура и ерудиција, инаку секогаш упатен на извориштата на духовната јазичката традиција на својот народ, врз чија почва се издига неговото творешто, Блаже Конески во своите есеи постига висок степен на нивелација на експлицитното и имплицитното, што е една од одликите на модерниот есеј. Факт е дека дејноста на Конески во доменот на есеот представува комплекс на длабоко проникнување на интелектуални пробиви и проблесоци со впечатливо естетско доживување, што е постојан придружник на таквиот напор. Токму во спојот на интелектуалното и емоционалното е и смислата на таа и таква дејност. Тој слој за нас е важен како своевидна поврзувачка нишка со одредени сознанија од есистиката на овој автор, обликувани во арс-поетички модел, познат како експликација на имплицитната поетика. Тие сознанија си земаме за право да ги примиме како принципи на одбрана на поезијата, односно утврдување на местото и улогата на поезијата не само во литературата и пошироко во уметноста, туку во еден цивилизацијски тек на значење и пораки со многу посуштински карактер, кога станува збор за високи, проверени, потврдени вредности, какви што се оние во поезијата на Блаже Конески. Сега во интерес на времето, овдека ќе го скратиме овој прилог и одиме само на заклучокот сосема краток, дека песната на Блаже Конески е смирена и густа, незините текстуални движења се бавни и одмерени, со своји препознатливи пулсови и подредени на процесот на субстанционализација на поетскиот јазик. Не без прекор, поетот ќе напише дека никогаш не ги забележуваме нијансите, постепениот премин, бавната подготовка на настаните и не без причина тој ќе го изнесе сознанието дека сета иднина на една предчувствувана убавина зависи од таа моја проста работа. Во нијансите и во едноставната проста работа поетот го наоѓа нуклеусот на големите настани и промени и нивното откривање, значи откривање на песната исполнета со жестоката драматика на тие промени и настани. Таквата песна доаѓа со длабоко доживеана вистина за смислата и безсмислата на животот, евоцирајќи ја со необична сугестивност својата најнепосредна врзаност со него. Таквата песна не освојува со својата постојана свежина и не обврзува да се навраќаме на незиниот постојано жив извор. Поимањето на таквата моќ на песната истакнува едно од важните принципи на одбраната на поезијата, силно изразена и засведочена со високи естетски дострели во опусот на Блаже Конески. Благодарам. Благодарам на колегата Смилевски за корисното и инспиративно искажување посветено на есеите на Конески, во кои тој ги изнесува своите согледби за значењето и важноста на поетското изразување. Следна, според програмата, ја повикувам професорката Ала Шешкен, истакнат филолог, славист и компаративист на Филолошкиот факултет на Московскиот државен универзитет Ломоносов, да настапи со темата Народната традиција во стиховите на Блаже Конески. Повелете, професорке. Почитуваната професорка Кристина Крамер од Универзитетот во Торонто
која исто така требаше да настапи со темата промена на фокусот, создавање нарацив, глаголското време и глаголскиот вид во два раскази на Конески од Дневник по многу години. Меѓутоа, поради различните временски зони, информирана сум дека таа нема да се вклучи директно, туку своето излагање ќе го приложи во планираниот зборник од конференцијата. Последна во оваа сесија настапува колешката Лила Мороз Гжелак од Институтот за славистика од Полската академија на науките во Варшава со темата Блаже Конески и Македонија, поминувањето на времето за паметење и идентитетот. Ја гледам колешката тука, ве молам само вклучете го микрофонот и повелете, ви давам збор. Во ова кратка варијанта на мојот реферат би сакала да представам важни прашања за македонскиот идентитет преку упатување на најважните културни настани и појави кои го обликуваат и потврдуваат постоење на современа македонска држава. Тој е краток преглед на институциите за културата и наука во Македонија и човекот кој влијаел на формирањето и зајакнувањето на македонскиот национален идентитет во модерна ера. Од надворешна гледна точка Блаже Конески, лингвист, писател, преведувач, историчар на литература, човек институција, останува движечка сила на промените што се случувале во македонскиот простор. Во разговорот со Цане Андреевски, Конески рекол за времето кога се вклучил во формирањето на македонскиот идентитет. Цитирам: "Јас барем, а мислам дека и повеќето луѓе од мојата возраст не биле исполнети со некаков патос во однос на задачите што стојат пред нив. Ние сме пристапувале кон тоа практично, гледајќи да го свршиме она што стои пред нас по мера на своите разбирања и можности. Особено во ситуација кога немаше многу луѓе што беа лингвистички образовани во наша средина. Можеа на прсти да се избројат." Крај. Во ставувањето на македонската држава како дел од Југословенската федерација започна процесот на консолидација на нацијата, подредување на нормите на јазикот, создавање институции неопходни за функционирање на општеството. И така, република што функционирала во рамките на Југославија, започнала да создава своји културни и научни институции. Врз основа на одлука на президиумот на АСНОМ, веќе на 31 јануари 1945 година, започна со работа Македонскиот народен театар. Блаже Конески бил автор на превод на прва представа Платон Кречет од Александар Корнијчук и како лектор на Македонскиот народен театар беше одговорен за јазичната исправност на поставените представи. Истата година Конески бил вклучен и во јазична комисија за воспоставувањето на стандардите на македонскиот јазик, азбука и правопис. Се нашол во група луѓе кои ги утврдила стандарди на литературен јазик. Консолидација на новиот поредок во рамките на Југословенската федерација вклучуваше и едукација на нови кадри. Не само во согласност со духот на времето во националните рамки, туку и зајакнување на нивниот сопствен македонскиот идентитет. Во 1945 година властите одлучија да формираат универзитет. И така, следна година во декември започнале први часови на новосоздадениот филозофски факултет. Неговиот академски кадар, освен од македонци, се состоеше од предавачи поканети од Белград, Љубљана и Загреб. Инициираното високо образование официјално донесе формирање на првиот универзитет во Социјалистичка република Македонија во 1949 година. Главна задача на универзитетот беше да се обезбеди научен, наставен и интелектуален кадар за нацијата, што се здоби со право да постои официјално. Универзитетот стана научен центар на филологија, македонистика, центар на популаризирање на јазикот во
istražovanje to na неговата диалектологија и ономастика. Беше извршена лексикографска работа на речници за македонскиот јазик и развој на граматички стандарди. И тука Блаже Конески ја продолжи својата работа во областа на истражувањето на јазиците. Како резултат беа поставени основни принципите на правопис за македонски јазик. Како коавтор со Крум Тошев подготвил македонски правопис со правописен речник. Неговите дела Речник на македонски јазик во 3 тома и Историја на македонскиот јазик ја водеа Македонија кон процесот на развој на литература, што исто така служило на зајакнување на македонскиот национален идентитет. Признат како почитуван писател и истражувач во години од 1000 академска година 1900 до 1902 трета, Конески беше ректор на универзитетот. Како свестен репрезентант на поети и писатели, кога литература служеше за унапредување на македонскиот јазик и култура, Конески бил иницијатор на Друштво на писатели на Македонија, основано во февруари 1947 година, кој што работеше, делуваше во рамките на Сојуз на писатели на Македонија. Како автор на збирки поезија и проза станал прв председател на друштвото. Со тек на време, кога децентрализацијата на југословенската држава стана една од најважните точки на политичките, националните и економски реформи, се смени политиката на влада там. Реформските тенденции беа поддржани од политичари од различни републики на федерација. Во голема мера, децентралистичките и реформските напори произлегува од обидите да се ограничи влијањето на српските политичари кои беа обвинети за доминација во федеративна Југославија. Во политиката на согласување за демонстрација на националните разлики во рамките на федерацијата, спроведена во 60-те години во минатиот век, емансипација на македонскиот етнос напредуваше. Напорите на републичките власти доведоа до спроведување на иницијативи од областа на културата и науката, важни за постоењето на независна нација. Во тоа време, во 1967 година, таква институција стана Македонска академија на науките и уметностите. И тука поново, во основање на МАНУ, се среќаваме со Блаже Конески, кој порано беше член дописник на ЈАЗУ и на САНУ. И беше избран за председател на МАНУ. Ова функција извршуваше до 1975 година. Блаже Конески имал критичен став спрема своите организаторски активности и функции што ги исполнувал. Во разговори со Цана Андреевски водени од 1985 до 1990 година, разговарајќи за паметта на достигнувања кои сигурно ќе останат и бидат оценувани во иднина, рекол, цитирам: "Јас сум професор и сум писател. Јас имам текстови и мене ќе ме судат потоа, ако некој мисли дека јас многу држам до тоа што во 1945 година сум се нашол во ситуација нешто да помогнам околу решавањето на јазичните прашања кај нас, може да се лаже. Јас воопшто не мислам дека за мене се сврзани некои историски заслуги, ниту чувствувам потреба за тоа, нити ми е тоа потребно. На кого што му е потребно, нека го бара тоа. Моите заслуги се содржат во текстовите што сум ги напишал и тоа што сум бил професор, нели? Сум воспитувал генерации. Важноста на достигнувањата на Блаже Конески за македонската заедница останува несомнена. Години подоцна, како автор на песни преведувани на повеќе јазици, тој се осврна на неговото откритие за искуство на поезија, посочувајќи на нејзиното културно значење во Македонија. Го чувајќи македонскиот идентитет за следните генерации, Конески ја остави порака содржана во неговиот завет за поетот на мала нација. И тоа е патоказ за македонците што се однесуваат на нивно понатомошно развивање и огледување на сопственото наследство.
во кое тој самиот го зазема истакнато место како архитект и конструктор на македонската култура во 20. век. Фала. И се заблагодарувам на колешката Лила Мороз за навистина интересното предавање за присутноста на Конески во различните македонски и странски речници и лексикони, со што уште еднаш се потврдува неговото значење за Македонија и македонците и неговата приврзаност кон својот мал народ. Сакам да ве известам дека се обидуваме да стапиме во контакт со академик Ала Шешкен од Русија и бидејќи имаме уште малку време додека чекаме дали ќе ни биде успешен обидот да ја добиеме повторно колешката Шешкен, предлагам да отвориме мала дискусија. Во оваа сесија се разгледуваше архивата на Конески од повеќе различни аспекти, започнувајќи со средновековните теми од неговото творештво, посветени на Свети Климент и Кирил Методи, обработени во излагањето на колешката Јакимовска. Потоа колегата Смилевски се задржа на есеистичките творби, посветени на одбраната на поезијата како книжевна форма на изразување. Беше разгледувана и народната традиција, односно требаше да зборуваме и за тоа во рефератот на колешката Шешкен. Се надевам дека ќе имаме можност да го слушнеме и тоа излагање, ако не, ќе го прочитаме во зборникот. Потоа, колешката Лила Мороз се осврна на фигурата на Конески во различните лексикони, како стожерен лик за паметење и препознавање на македонскиот идентитет. Па ве повикувам сега на една кратка дискусија да се придружиме, да отвориме една дискусија. Повелете, има некој кој се јавува за збор? Да, повелете, колешка Георгиевска. Сакам да потенцирам дека еден народ колку што знае да ги почитува и чествува луѓето кои што се заслужни за неговото постоење, а несомнено таков беше Крста Петков Изирков под Конески, толку народот може и да обстане. Сакам да кажам една општа констатација дека годинава посветена на Блаже Конески е еден од најдобрите сигнали дека македонскиот народ бил и ќе биде. Се додека имаме меморија за она што големите дејци сторила и се додека сме благодарни и се додека се подсетуваме на тие аспекти, можеме да имаме надеж дека ни предстои некоја иднина во која што ќе треба и натаму, веројатно, како македонски народ да си го воспоставуваме и да не речам докажуваме, ама да го имплементираме во секојдневниот живот она што за нас значи македонски идентитет. Во таа насока колешката Маја Јакимовска прочита, јас се извинувам од средина да не незиниот текст, ама она што го прочита како извадок од Блаже Конески за средновековните дејци е она што ми се чини треба да не води и нас во иднина, и она што Конески го правеше како методолошки пристап кон кодифицирањето на јазикот и би рекла кодифицирањето на нацијата, ако може така да се каже, е спојот на традицијата и модерното, следење на мигот, основувајќи се на традицијата, и тоа ми се чини единствениот начин кој може да ја осигура иднината на продолжувањето на една специфична, сосема одделна и различна култура каква што е македонската.
Или јас би додала само... Илете количката Да. Валентина Миронска Христовска? Навистина инспиративни беа излагањата. Ми беше драго што имавме можност првенствено да го чуеме и нашиот почитуван колега Велес Минерски. Одамна не сме имале вака еден заеднички настап. Ми недостасува директната врска со присуство на колешката Мила од Полска. Навистина овој собир сега малку ни е чуден. И не подсетија нели тоа е еден феномен кој што јас, бидејќи се занимавам со 19-тиот век, нели, колку всушност нашите предходници биле иновативни и во колку, на какви све разни полиња тие не се занимавале и во какви све области, нели, и жанровски од литературата действувале, пишувале и така натаму. И ова би се надоврзала на колешката Лорета што рече да, меѓутоа и ја постојано се залагам во текстовите, меѓутоа не само да се подсетуваме по повод нивните юбилеи, што ние ова тоа го правиме, како можеме никако да ги вградиме, барем овие големи личности, да бидат што поприсутни во секојдневието, нивните пораки, нивните дела, бидејќи мислам дека младите генерации не се баш многу запознаени значи со ова нивно творештво, со значењето на ова нивно творештво. Јас тука би апелирала некако еве и до нашата сама институција да изнајдеме начини и методи овие големи личности од нашето минато некако повеќе да ги инкорпорираме во секојдневието наше живење. Толку не само со подсетување за време на юбилеи. Тоа значи не е еден популарен начин на кој нема. Да, Тоа е пак овој електронскиот начин, телевизиски емисии, YouTube канали и така натаму, во кои што со добри досетки би можела да го привлечеме вниманието на младите, да. Анимирани или не знам какви. Мислам дека Конески е навистина многу актуелен, еве колечката Лорета имаше еден многу убав реферат за две песни од Конески. Минатата година исто правевме се позив за Конески. Минатата ја спокнава, имаше мината година. Така да Конески навистина е влезен под кожа на сите нас и се актуализира и кај младите. По различни поводи. Дали би сакале уште некој да се вклучи, може би професорката Вера Антич, која е врвен познавач и лично го познава професорот Конески, кој беше и нејзин професор. Или другото, и мислам дека омилен професор би беше според вашите истражувања. Мислам, нема крај на истражувањата на Блаже Конески во лингвистичка и во книжевно-историска смисла, фолклористичка и така натака, нема крај. Меѓутоа, бидејќи од повеќе институции се јавија истражувачи кои го одбележуваат оваа свечена година, 100 годишнината од раѓањето на Блаже, но мислам кога ќе заврши оваа година, ќе биде толку плодотворна и ние ќе имаме толку и нови сознанија и наши проширени, за да може да продолжи делото на Блаже Конески. Нема да заврши тоа, нити со еден, нити со 10 симпозиуми. На сите присуствувам и секогаш гледам, дури кај пред неколку дена беше голема свечаност во Струмица за Блаже Конески. Настапи моја некогашна студентка Ана Витанова, може би ја знаете сите. Не можев да се начудам колку новости кажа за познати песни на Блаже. Не, има некои кои што не се доволно, може би, проучувани како тешкото, како везилка, кои што се многу обработувани, но кога ја слушав што се кажа, бев навистина изненадена и како нејзина професорка, и како голем љубител на Блаже Конески и така натака, што значи и кај младите сили. Исто така, зборникот што го направивме со Свето Стаменов, го дадов на една колешка која го дала истата вечер на некој внук.
другиот ден тој настапил и цела ноќ го гледал зборникот, трета година гимназија дете, и настапил на конкурсот за песни, за наградени песни за Блаже Коневски. Настапил со песна, но имал веќе сознание од зборник. Јас ми е жал, не ја носам таа песна сега да ви ја кажам, па тоа е нов поет, роден во Македонија. Тој во својата песна го даде целиот биографски живот на Блаже Коневски. Колку толку многу сватил или толку многу проучувал и пред тоа, пред да го има зборникот, но верувам дека Блаже Коневски бесконечно ќе трае во нашата средина и тоа до прва. Благодарам. Јас проверувам, меѓутоа не гледам дека колешката се вклучува. Така да можеме уште минутка-две да продолжиме со дискусијата и да истрпевме и време. Само да го кажам името на тоа дете што преку една песна открив да вистина иде наш поет Стефан Дуковски. Не знам кој е што, но тоа е феноменално дете да напише таква песна во гимназија за Блаже Коневски. Колегата Крамарич. Neću vas smetati što ću hrvatski govoriti. Evo, kolegica Valentina zapravo mi je dala jedan šlagvort i mislim da je ona osjetila jedan paradoks koji i mene već duže vrijeme muči. S jedne strane moramo reći da se akademska zajednica na neki način odužila zaslužnim Makedoncima, pa tako fakultet se zove fakultet po Blaži Konevskom. Onda imamo ovaj institut za jezik se zove po Misilkovu, za folklor se zove po Cepenkovu. Znači, s te strane možemo reći neki način postoji ta svijest i ta memorija koja vrlo točno pogađa upravo ove prave ljude koji su sudjelovali u konstituiranju makedonske nacionalne svijesti, svega onoga što mi danas osjećamo kao taj i teret i nasljeđe i koje nas čini sretnim i nesretnim u svakom smislu riječi. Pa čak na neki način to nije moglo to proći ni bez političkog diskursa. Znači, politički diskurs nije imao ništa protiv da se institut zove po Misilkovu, da se fakultet zove po Blaži Konevskom, da se institut za folklor zove po Cepenkovu. Ali ono što sad se javlja taj paradoks. Kako je moguće da ovoga momenta na makedonskoj političkoj i akademskoj sceni nema osobe koja bi neki način pokušala odgovoriti, a što bi danas napravio Blaže Konevski da je kojim slučajem, sretnim slučajem da je još poživio. Kod nas je bio otec, osobito danas. Da, bila je ovo, imаше кај нас такви дискусии. Ne, ja sad isto govorim kao, brate, ja sam ono kao kak je Držić kad iz Sjene promatrao Dubrovnik, pa onda su mnoge stvari promatrali, mislim, pratim ja makedonsku koliko mogu i periodiku i političku i ovu akademsku, ali isto, ja sam nedavno što imao akademija, mislim, i fakultet su organizirali isto jedan konferenciju u povodu ovoga Konevskoga, upravo ono što je mene fasciniralo sa Konevskim kad ima 24 godine, taj realizam, odnosno. A sad mi se čini da zapravo u makedonskom političkom i akademskom prostoru nedostaju realisti. Ljudi koji bi imali, znate, neću biti sutra ću biti đavolji vražiji odvjetnik i pokušavati zapravo postavljati ona, kako se kaže, onda pitanja, ne zato što nešto ne volim ili s nečim se ne slažem, nego upravo da se pokušava isprovocirati upravo odgovori za koje ja mislim da je dužna i makedonska akademska i politička javnost to dati. Što bi on to danas činio? Nije dovoljno reći, ne znam, Bugari nas ne vole, Bugari nisu u pravu, ja mislim, očito da to se pokazuje da to nema učinak, to je onako pomalo, onda imate one Jeremijade, na neki način poznajete taj biblijski lik koji se zapravo stalno žali i stalno smo ne znam u poziciji autoritimizacije, drugi su nam krivi za našu poziciju. I to je ono što mislim da je
trenutak, politički i akademski trenutak vas, Makedonaca, nas koji neki način sudjelujemo na ovaj ili onaj način u stvaranju toj jedne atmosfere, da se nešto promijeni i da se daju neki adekvatni odgovori koji će pripomoći rješavanju ove makedonske bolne, traumatične teme koja se tiče identiteta, koja se tiče imena i svih onoga što je derivate koji iz toga proizlaze. Šta to znači zajednička povijest, na koliko se može prihvatiti, koji dijelovi su prihvatljivi, koji su neprihvatljivi i neki način kako to preraditi. To je, mislim da je to najvažnije, da ne budemo stalno traumatizirani, nego kako tu traumu preraditi da bi bila prihvatljiva. A s tom traumom se, budimo iskreni, dame i gospodo, 44. 5. 6. su uočio Koneski kada je radio na kodifikaciji ovoga makedonskog jezika. To je bila isti problem je bio koji imamo i danas. Isti problem je bio. I on je pronašao, opet imamo geopolitički odnose, sve ono drugo što nije isto, ali dajmo pokušamo vidjeti. I drago mi, ja nažalost, evo kolegica Loreta mi kaže da je bilo, ja nisam, mislim, nešto jesam čitao o tome, ali nisam vidio upravo o tome kako bi se on danas sklonio prema ovim temama. Znajme kako. I odgovorili su isto tako tempo kako što napravili to pred mnogo godina. Odgovorite? Isti tekst bi im poslao. Ne, ti mu platiš na njegovo to delo. Da. To ne može komentirati. Delo. To je najdobro to delo. Jaz, na primjer, bi gi prašal, kako je možno Tito da ne napravi Makedonci. Nikako to ne može. Smatram da jedna država ko kaže to jasno, glasno. Tito ne napravil Makedonci. Ma hvala Bogu da ne da. Ali sad ću biti džali odvijek, bit ću džali odvijek, a šta tamo da ih napravio? Mislim, u čemu je to nešto? Pa sve nacije su izmišljene, sve su konstruirane, neke su ranije, neke su kasnije. Šta to znači zakašnjela nacija? Njemačka je zakašnjela nacija odnosno na Francusku ili ovu, što imamo, mislim, to nisu, ne na koji način, to ne trebate, neki puta ja imam osjećaj da vi znate, ta stalna potreba, pogotovo tih malih naroda, da budemo stariji nego što to jesu. Kako može jedna vlada to da kaže? Vlada može što da neće. Ali ono mislim, ja mislim da su odgovori. Odgovor je upravo u vašoj literaturi. Vaša literatura, ona doista vrlo jasno je stvorila jedan korpus koji je isključivo pripada vašoj tradiciji. Ne pripada nijednoj drugoj, nego pripada vašoj tradiciji. Ja sam se jučer, isto kad sam se pripremao za što ću sutra govoriti, onda me, kako je ne poznam dovoljno dobro bugarsku književnost, zanimala kako funkcionira egejska tema u bugarskoj književnosti. Onda sam nazvao našu kolegicu, dragu prijateljicu, književnicu Kice Kolbe. Ona kaže, ta tema tamo ne korespondira. A to opet nešto jako puno to dokazuje. To su teme koje pripadaju isključivo i koje pokazuju posebnost, koje pokazuju nešto što treba respektirati, a isto kao što postoji jedan razlog zašto je to tako. Odnos Tito, Stalin, Dimitrov, etc. Ali je to činjenica da ta tema nije tematizirana unutar bugarske literature. Ali Kolbe je odlična. Nego je. Kao što prilike isto znate, kad Srbi imaju običaj svojatati dubrovačku književnost. Ali jeste vi meni, molim vas, u kojoj to literaturi suvremenoj srpskoj funkcionira Držić i Gundović. A nema dubrovačkog ljeta koji se ne otvara sa himnom Slobodijevoga Gundulića, imate Mažuranića, imate Pavličića, imate čitav niz pisaca koji neki način upravo se stalno referiraju upravo na tu tradiciju. I na kraju da ne kažemo fauna, flora, etc. A to je isto i ovdje, i to je obrana i za spomenik braći Mladinov. Idete samo po flori i fauni, idete? Da. Kupcima. Hvala. Zato što vidje, ko pričakujeme времето, ами известия дека има някакви лидери горе, можеме да ја продолжиме дискусијата во втората сесија.
Повторно за Конески ќе зборуваме сите. Ало, рете ме за Не сега сакате на Конески. Добро, повелете. Две работи ме поттикна. Валя, ако може да се состои. Едната работа е, овде беше поставено прашањето што правиме со младите, за да го продолжат чествувањето не само, туку продолжувањето, проучувањето и интерпретирањето на делото на Блаже Конески. И втората, овде што беше споменато, што би направил Блаже Конески денес? Не поттикна. Имено, Фондацијата за македонски јазик Небрегово, која оваа година слави 20 години од нејзиното постоење, заедно со 100 години од леѓањето на Блаже Конески, има богата програма која е вградена целосно во националната агенда 2021 година во чест на Блаже Конески. И конкретно, делови од оваа програма се реализирани на Универзитетот во Штип, каде што Филолошкиот факултет, начело со деканката и шефицата на катедрата за македонски јазик, овде спомената професорката Ана Витанова-Рингачева. Потоа, Општина Карпош, гимназијата Никола Карев, нејзините ученици со професорите направија навистина исклучителен придонес под наслов Ден на Блаже Конески. Потоа, Општина Аеродром, единствен централен настан, каде што беа вклучени сите училишта што се викаат Блаже Конески од државата, а тоа се училиштата од Прилеп, од Велес, од Скопје и од Скудрине, вемовам. Тоа беше настан за респект, кај што се говореше за Блаже Конески и ова што рече професорката Антич, кај што беа изворно читани лични творби посветени на Блаже Конески. Патем да споменам, Фондацијата за македонски јазик имаше распишено 2 конкурса. Едниот беше се однесуваше на поетски творби, односно поетски пораки за Конески, каде што се пријавени 176 ученици од цела држава. Книгата е во подготовка и има 350 страници. Но, што е најзначајно, ова што беше овде споменато, Фондацијата за македонски јазик ги преиздаде книгата по повод најновиот напад на Блаже Конески, издадена 1948 година, што би рекла професорката Антич, како да е пишувана денеска. Таа книга, заедно со книгата Македонска литература и македонски литературен јазик, е преиздадена од издавачката куќа Култура, во неја содржано е првото предавање на Блаже Конески, одржано на 25 мај 1945 година и веднаш на почетокот на јуни ова книга е издадена од издавачката куќа Култура. Овие две книги, заедно со книгата Граматичарот Конески, каде што има своји текстови, покојниот Стаматовски, професорот Максим Карамфиловски, вашата колешка, професорката Жане. Овие книги, 4 книги, заедно со монографијата за 20 години Фондација Небрегово, ќе бидат промовирани на централниот настан, што го организира Фондацијата во спомендомот во Небрегово на 20 август, и тоа е настан што веќе привлекува големо внимание. Ова се само факти и податоци за кои бев овде поттикнат и документирано реализирани досега, а натаму следат и други настани во текот на септември, во текот на октомври, во текот на ноември, во текот на декември. На 10 декември во Народната универзитетска библиотека, овде во Скопје, ќе биде промовирана и оваа книга, Поетски пораки за Конески, кај што ќе има своји искажувања истакнати личности, познавачи, почитувачи, аналитичари на ликот и делото на Блаже Конески. На овие настани учествувале добар дел од творците на овие трудови, меѓу кои професорката Вера Антич во Небрегово, професорката Маја, исто така и други кои не се овде. Ете, тој е конкретниот придонес што го дава Фондацијата за македонски јазик Небрегово.
Јас си благодарам на директорката на Институтот за литература, на вистина што возложи, а бев особено поттикнат како сега, денеска, ние го читаме, го препрочитуваме Блаже Конески. Тоа го покажа и професорката Вера Антич со најновата книга, што беше промовирана во Куманово, кај што се вградени токму текстови како денеска се чита и се препрочитува Блаже Конески. Ви благодарам за вниманието. Благодариме за истрпните информации околу тоа како ќе се одвива годината на Конески, кои се настани ќе се организираат во иднина. И сега со тоа ја истрпивме нашата прва сесија посветена на Конески, втората сесија посветена на Конески повторно во истава сала за 15 минути. Повелете на освежување во нашиот институт, што се наоѓа на последниот